što se slučuje na 27. april, označeni kako krvav četvrtok. Na toj den tije ko što je zarobija Makedonije, očekuva Makedonija da zgasne, no na golemo iznenaduvanje ta se preporodi, se vivna kako Sizif i trgna ponova pateka koja ja si označujem pateka na slobodat. Бидејќи треба да ја врати слободата и да ја возобнови со нови хоризонти, тоа ќе биде многу тешка задача. Прв услов е ослободителите, независно кои се во прашање. Морат да се држат до кажаниот збор. Држање до кажаниот збор е најголемиот капитал за секого што сака да ослободува и да ги шири хоризонтите на слободата. Ако одстапува од кажаниот збор, тогаш веќе го губи кредибилитетот, што македонскиот народ преку овие бурни настани, својствени за минатата година, го има дадено. Тоа е прво. Второ, мора новата власт да тежне кон римскиот идеал што го пропишал своевремено поетот Вергилиј. Римјанинот, а тоа значи македонецот, мора да научи да владее со народите, да има чувство кон народот. Потоа, тоа да му биде уметност. Да ги запира гневните, дури да ги штеди победените, но без никаков услов да се насочи кон донесување на праведните закони. Тоа е пораката на Вергилиј, која што треба македонецот во ова нова година да го почитува како свој завет. Треба да се промени амбиентот во работата на собранието. Таму нема речиси ништо што потсеќа на наука и истражување. Очекувам новата власт, посебно законодавниот дом, да покаже минимално разбирање и најмала доза на љубов кон стручните служби. Претходната власт бегаше од науката. Не би сакал ова власт исто така да се однесува. Знакот дека се бега од науката или дека се запоставува струката е најдобар индикатор дека власта оди по криминална патека. И обратно. Ако се сврти кон науката и кон струката, тоа ќе биде знак дека сака да владее праведно. Но промени ќе мора да се направат и во целата конфигурација на јавната сфера, посебно на поделбата на власта. Ние до сега навикнавме да зборуваме за троделна власт, законодавна, извршна и судска. И при тоа акцентот да го ставаме на судската власт. Тоа е веќе надмината шема, реално гледано. Од уставниот аспект тоа е и темелна вредност, но тоа е нормативен аспект. Од реалниот аспект фактички ние имаме две власти. Една е политичка власт, тоа е синтеза на извршната и законодавната власт, и нема уметник кој би можел да ги раздели, бидејќи извршната власт ја држи владата, а владата произлегува од парламентарното мнозинство. Тоа е извршна власт. Иако кон таква синтетизирана власт се придружи и шефот на државата, како што е случајот сега, тогаш имаме политичка власт. Тоа е една страна. На друга страна останува судската власт. Меѓу тие две власти треба да се бара балансот. Ако се најде баланс, ако судската власт може да ја запира политичката власт, тогаш можеме да зборуваме за некаква слобода и за ослободување. Ако на тој план не се направат одредени промени, ние натаму ќе бидеме заробена земја. За да може судската власт да ја запира политичката власт, тој е левијатан. Тој е грамзлив дел од системот. Тоа станува збор за било која земја. Тоа се однесува за сите земји, па и за Македонија. Целото право мора да биде судско право.
posebno ustavno to pravo. Pravo to mora da bude juridizirano, za da može da bude kontrabalansna politička ta vlast. Ta juridizacija, ključna uloga treba da odigra Ustavni sud, no ne ovakov kako što je segašen. Ustaven sud su vizija, su integritet i su novi sudije. Ete, to se mojte poraki za nova ta godina, za novo to vreme, koji jede najmal del da se ostvarat, ja bi bil zadovoljan. A bi bil zadovoljan i ako vidim da ima volja za to.